Советот на јавни обвинители работи врз основа на факти и докази, а не врз основа на политички тврдења и нема да дозволи политичко влијание врз постапките водени од јавните обвинители. Наведува Советот во своите одговори откако обвинителката Катерина Коларевиќ и раководителот на ОЈО-ГОК Ислама Бази се под интензивна канонада напади од представници на власт, а пратеници од ВМРО ДПМН бараат и нивни оставки. Гневот го навлекоа поради запирањето на истрагата за мазутот, кој според МВР предизвикал штета од над 167 милиони евра. Советот наведува дека обвинителите се самостојни и како институција не може да коментираат, ниту да прејудицираат одлуки донесени во рамки на законски утврдени постапки од страна на надлежно јавно обвинителство. Доколку постојат сомнежи за незаконито, нестручно или несовесно постапување на јавен обвинител, законот предвидува посебни механизми и постапки за утврдување одговорност, кои се водат врз основа на конкретни факти и докази, а не врз основа на политички изјави или јавен притисок. Советот останува доследен на принципите на владење на правото, поделба на власта и самостојноста на јавно обвинителската функција, без да дозволи какво било политичко влијание врз постапувањето на јавните обвинители. Од Советот досега нема одговори каков став имаат за телефонскиот разговор меѓу премиерот Мицковски и државниот обвинител Ненад Савевски по запирањето на истрагата. Минатата недела обвинителството ја запри истрагата за злоупотреби со набавките и испораката на мазут за ТЕЦ Неготино, а со истрагата беа опфатени Радко Капушевски и неговата фирма РКМ, Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол и син на пратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски, поранешните директори во ЕСМ избеганиот Васко Ковачевски и Адријан Муча, Ерџан Сулковски и уште 8 други осомничени. Како оштетено правно лице, ЕСМ веќе го изготвува приговорот на одлуката, бидејќи смета дека има и штета врз буџетот и неправилности во постапките. Обвинителството пак го затвори случајот со тврдење дека не се обезбедени докази за делата од пријавата на МВР.